дојде тоа видео со овој наслов и уште немам проговорено 3 збори и веќе ми идат солзи на очи, али ќе дарам се од себе ова видео да не бидам толку халаси. Мара не знам, стварно не знам, само ќе продолжам да зборам, ќе ви ги објаснам сите работи, па што биде нека биде. Ова иначе продолжение на видеото што претпоставам дека повеќето ако не и сите го знаете. Во случај некој да не го знае тоа видео, ќе оставам прв линк доле, нека го види. Последно знаете дека снимањата после хемотерапијата покажаа дека уште им постои нешто активно во мене и дека јас морам да правам втора операција. Направив уште едно апдейт видео после тоа каде што ви кажав дека операцијата завршив, дека закрепнувам. Операцијата стварно помина супер. Јас закрепнав доста брзо и после се чекаше патолошкиот наод од операцијата што ќе покаже дали постојат било какви клетки што покажуваат на тумор. За голема среќа овој пат беше прикажано дека нема никакви 0% туморски клетки и чекав за тоа, беше негде пред што знам пред 2-3 недели можеби, и чекав да направам уште едно финално испитување пред да го направам тоа официјално и пред да седнам вака да зборам, да направам уште еден PET scan како некоја си најрелевантна снимка да ми покаже до каде работава и дали стварно можам да седнам и да го снимам ово видео. Тоа го правев претходниот петок и имав резултати завчера, што ми кажа дека сум мислење. И така, тоа е видео. Знам дека треба во моментов многу да славам и треба многу да се радувам и се радувам, стварно се радувам, ова се солзи радосници. Јас многу споро и тешко процесирам ствари и секогаш ми треба да помине одреден период за да соџвакам, што би се рекло се, и во моментов соџвакувам и уште не ми е онака скроз реално, не ми звучи, али изгледа конечно заврши овој хорор и се чувствувам како сега во моментов да ми почнува некој си втори живот. Последниот месеци бев скратен од се, да не зборам за најосновните работи кои општо доживам во животот и општо да не мислам само на тие лоши работи што ми се случуваат и тоа како изгледам, што се менуваше и се што влија и на психа и све, нема врска, али не бев скратен и од снимање видеа, нешто што обожавам да го правам, нешто без кое ја едноставно не можам. И сега конечно последниот месец барем јас на вториот канал што го направив, ако не знаете, ќе имам втори канал што е фокусиран на гейминг. Имав 12 лайв стрима во мај. Имав 5 видеа на овој канал, уште 2 видеа на тој канал, така да вкупно му доаѓа некои 19 видеа за еден месец. И тоа е тоа ја што сакам да го правам и од сега па натаму одиме многу појако од тоа што сме одели до сега и многу појако од тие 19 видеа за еден месец. Ќе гледам да ставам колку ми дозволува времето, толку што ми можно повеќе се од се. Тешко ми е да го водам видео, не знам што да кажам, сакам да на најголема супер моќ мислам што може човек да постака да не постојат сите овие болести. Ама ете постојат и сакам да дам подршка стварно на сите што во моментов поминуваат низ ова, и полесно од моето, и потешко од моето. Мислам дека најголем совет, мислам дека најдобриот совет што можам да ви го дадам е тоа да работите многу на вашата психа и да гледате да останете што е можно психички здрави и да не се давате. Да се обкружите само со позитивни луѓе, со позитивни работи, да не гледате толку лошо во ова лошо. Да пробате да го игнорирате колку толку и да знаете дека да се молите дека ќе си помине и дека само еден лош период што е тука за да ве направи вас многу посилни. Помина скоро цела година од како мене ми трае цел тој процес од моментот на дознавање, на мислење што е следно, на една операција, на хемотерапија, на втора операција, на 1000 снимање и боцкање и све. Мене таа една година ми изгледа како 10 најмалце и сега за тоа не можам ни да сварам дека се тоа е завршено и дека али треба се радуваме, значи ова е тој момент. Ова е тоа среќно видео, не треба да бидеме толку даун, туку треба
да се радуваме дека конечно заврши, дека сега е време да славиме и да се живееме и да се фокусираме на сите убави работи, да продолжиме само јако понатаму. Тоа е тоа. Фала ви премногу на целата подршка која добивав овие месеци од сите можни страни. Јас стварно кога го објави видеото, го објави во чиста одговорност, затоа што толку време некако ме нема и сакав да знаете што се случува и зошто ме нема толку, затоа што не се случува мене да ме нема толку. И не очекував, стварно не очекував, сите ме убедува дека тоа видео ќе експлодира, јас си мислев дека ќе помине туку така како секој обично видео, али не помина така и од тогаш ја добив стварно огромна подршка од сите, буквално од сите страни, мислам дека нема кој не дозна за тоа. И изборев и за тоа дека од една страна тоа ми помогна, од една страна ми одмогна, али нема врска, битно, важна е пораката и не сакам да постојат теми на кои е забрането да се зборува, затоа што ова е тема на која како треба да се зборува и треба да се знае и треба сите да внимаваат и да се прават што е можно почесто, да си го проверуваш едноставно здравјето, да не го оставаш туку така, да не чекаш да доене лошото, да те заболи нешто кој знае колку или да поминат неколку години, многу години да направиш средна крвна слика или што и да е. Ова мене ми беше таа најголема лекција дека здравјето е најважно и еве не морате и не дај Боже некој да го помине ова и да научи оваа лекција, али еве учете од мене дека здравјето стварно е најважно и не го зимајте туку така здраво за готово. Ценете го, радувајте се што се здрави и проверувајте се, наставно чувајте се. Затоа што за жал колку подолго поминував низ ова што се повеќе дознав и колку ствари е често ова што мене ми се случуваше, тоа е страшно, али на тоа е што е. Тоа е тоа, да не го правам видео многу подолго, сакам само да ви кажам, ете, конечно го имам тоа видео со овој наслов што долго го посакував и го замислив уште за првото видео, ама не се случи. И ево го сега, конечно го имаме. И јас сега продолжувам да ставам што е можно повеќе видеа, конечно си работам на сите планови што си ги имам за понатаму. Следуваат стварно најголемите работи до сега, затоа што цела година мислам дека бев скратен од се што сакав вистински да правам, сите некои најголеми видеа и проекти што си ги планирам, тек сега ќе можам да почнем да работам на нив. Што е можно повеќе видеа како тука, како и стримови на вториот канал, ако не знаете дека имам втор канал, веќе оставам линки од тоа доле. Субскрајбнете се на каналот. Стварно и таму премногу се забавуваме и јас не очекував дека толку би се забавал на вториот канал, ама уживам стримајки на тој канал, така да тоа е стварно си пронедов некоја нова љубов стримањето што стварно ме исполнува и ќе го правам уште многу. Тоа е тоа од мене. Фала ви неизмерно за целата подршка, како и секогаш. Ако ви се допадна ова видео, ставете лайк, не забравяйте да се субскрајбите на мојот канал и ние се гледаме во следното видео за многу скоро. Чао!